Актуелно минатата недела поточно вашата фирма Екоклуб, кога се актуализираше прашањето околу изградба на фабрика за медицински отпад во дворот на фабриката поранешна Металски завод Тито. Под притисок на јавноста, вие одлучивте таква фабрика да не се гради таму? Значи, првен фабрика е за мене нешто поголемо. Ова требаше да биде погон во некои 1000 квадрати, затворен, каде што, како и сегде во светот, во сите центри на Балканот и во Европа и во светот се врши третман на дел од медицинскиот отпад. Значи не се работи тука за горење, него се работи за стерилизација. Вие на некој начин такво нешто менаџирате во вашата фирма? Ние менаџираме од сам почеток на фирмата и од кога е донесен законот. Значи постојат две врсти на третман на медицинскиот отпад. Еден е согорување, кој што веќе одавно веќе не е популарен во светот, и вториот е стерилизација. Зборот стерилизација добро го презентираше професорот и кој што учествуваше во сите работни групи, значи во Европа, каде што сите делегации, тоа е професорот Кочубовски. Тоа значи дека сите домаќинки има дома еден лонец под пареа. Значи медицинскиот отпад, како што е сите тие завои тврди предмети, се носат под температура од 140 до 150 степени и со некој притисок од 4 бара. Тогаш се створува водената пареа и сите бактерии ги уништува. Потоа оди тој од кој ќе се направи стерилизацијата, значи самиот отпад оди на шредирање, односно на сецкање. Тоа значи да тој отпад кој што е непрепопазлив, односно како комунален, да може да се депонира на она депонија каде што е за тоа дозволено. Во Република Македонија, нажалост, само една депонија има. Тоа е депонијата Дрисла, кој што исто од самиот почеток, од кога беше кризата со Косово, донацијата сепак ја донесе исто и професорот Кочувовски, кој што на неколку пати го имате и вие како медиуми консултирано. Таа беше донација од, мислам дека од англиската влада, или тогаш кога беше кризата, нормално цела Европа даде помош за Република Македонија. Според вашето искуство постоите од 1990 година. Значи, што сметате вие, колку се ризични овие за амбиенталниот воздух, овој начин на менаџирање на отпад? Значи, јас можам се да кажам. Веројатно сте соработували со тешките индустрии, сте менаџирале отпади од таму. Каков е вашиот впечаток? Значи, вака. Колку соодветно и компетентно тоа се работи? Третманот на отпад, пак ви кажав, е значи во сад. Значи во пареа. Значи ова индустрија користи вода и пареа. Значи доколку ги прашате професорите на факултетите, тие ќе ви кажат дека ова нема загадување. Значи се користи вода. Водата се прави во пареа. Не може да има загадување. Значи ние ги мешаме, што би рекла мојата учителка до прва до четврта, бабите и жабите. Две баби и две жаби не се 4. Дали може да се разбериме? Значи ова нема загадување. Ова се врши само стерилизација. Она кој што сите ние го знаеме, значи сите болници до пред известен период, може би клинички центар, сите работи. Значи сите има стерилизатор. Има некои стерилизатори малечки кои што се на суво, безводен, ова е со водено пареа. Значи сите клинички центри, почнувајќи од на комшите Софија, Белград и така натаму, сите има стерилизатори. Чак и Светска банка пред години, наш експерт од Македонија, господин Виктор, учествуваше и му донира околу 2 милиони евра за возила на Србија и баш вакви стерилизатори. Не ги менаџираја во Србија и нормално тој автоклавој се затворија. И сега пак истото, значи приватните фирми кои што работат на територијата Македонија, значи го земват од ординациите и напротив тие наместо да не поддржат сите, да речам, и министерството, и граѓаните, зашто досега тој отпад го јадеа животните на депоните. Значи, ние в Македонија, на депонија немаме соодветна. Само освен Дрисла, која што има минимално технички услови за работа, сите другите се сметлишта. Вие како новинари можете да заемите да направите една анкета, односно на лице место да видите што се случува на депоните. И ќе видите, ќе се згрозите од сликата. И сега наместо животните да го јадат медицинскиот отпад, па после ние да јадиме, ние како одговорни фирми, 2-3 мислам дозволи имаше во Република Македонија, значи го соберваме и го складираме, односно го вршиме третманот. Дрисла го врши на начин на согорување,
онов каков што е по старите. Во теко беа да се купуваат постари нови машини и така натаму, не знам за конкуренцијата, знам ние. Значи нас не е изнајмена ова машина и нормално нашиот партнер од Германија сакаше да направи, не е то фабрика, не е така натаму, значи да биде поозбилна уште подобро, да нема никакви во однос на тоа да има третмано како што е се сегде. Да, значи на минимално. Така, и сега не зашто постои. во тој случај се откажуваат? Ние не се откажуваме, да не сме така. во заблуда, значи не се откажуваме. Значи партнерот наш дел од дејноста, зашто некој клуб, кажавте 28 години постои, веќе 29-та стартуваме, значи почна како погребално предпријатие, како комунално предпријатие, со сите негови пораснување. Значи ние секој 2-3 месеци имаме контрола од градот Скопје, од животна средина. Секој 3 месеци мораме да правиме анализа на отпадот. Некој размислил дека кај ќе оди отпадот од нуклеарен, што во Македонија нема таков отпад, и да има. Тоа се врши со третман и поинаков, не ни го дава. Тврдите дека нема, не се внесува туку е нуклеарен отпад, вие сте имале контакт. Значи, видете, тоа ако се внеси, треба да се внеси некој од царина да замижи и тоа само така може да се внеси. Друго, директивите, бриселски конвенции, значи не ни дозволуваат ние така да се занимаваме. И едноставно на кој ќе му дозволи кога Министерството наше забранува секаков вид на отпад. Дозволено е само некои ситни, како гума, така натаму, кои што се вклучуваат за преработки на то се гумени подови за градинките и така натаму. Нашата држава ги исполнува сите европски директиви дека отпад ние не увезваме. Не може да се увези отпад. Значи таков, а поготово кога се работи за таков нуклеарен, радиолошки и така натаму. Значи ние, да се разбериме, го третираме отпадот од оној што е од завој, од инекции и така натаму. Она што се патолошкиот отпад, тоа само Дрисла го согарува и ние со формулари, како што државата наша ги предвидува, тие се два формулари, две врсти. Едниот е за транспортен, едниот идентификационен. Значи мора да се знае отпадот, од кај излегол, што излегол, сите ординации. И беше многу тешко, со голема помош на Министерството за здравство, со санитарните инспекторки работевме на терен, со сите, значи ова е веќе 10-12 години, многу е тешко и одвај ги убедивме сите да влезат во системот. Значи тоа беше најголемата тежина, да се влезат во системот. Сите ординации, сите ЈЗУ, сите ПЗУ, да го земиме отпадот. Така, да има контрола врз. Да има контрола. Тоа е најбитната работа, зашто Република Македонија, сите комунални предпријатија немат контрола на отпадот кој што му се во нивните општини. Прве немат и капацитет, да бидеме искрени, освен делот од фирмите, а наши уште ние го делиме комунален и индустријски отпад. Ние се уште нашите комунални предпријатија само комуналниот го соберуваат, а индустријскиот што има во индустријата, каков, кој отпад го земва и така натаму, се уште немаме контрола. Ова е единствен отпад, медицинскиот, кој што има барем некаква контрола. Не можам да речам со 100%, ама 95% веќе двете фирми, Дрисла и ние, и уште две имаше приватни фирми, па са тие, не знам, едната мислам дека е затвори, мора да има контрола. Значи до 1 килограм, не гледат инспекторите. Во однос на тоа што кажувате Скопје загадена Македонија, значи од овој начин можете, вие сте медиум, значи одете, прашете тие што го работат на машински факултет, тие работат пареја, што значи, ќе ви објаснам многу подобро, пошто јас не сум компетентен да разговарам. Знам едно, дека ние за нашиот третман користиме струја и вода. И тоа се прави пареја, ништо друго. Значи не може да загадваме. На неколку пати бевме снимани со дрон од градот Скопје и од Министерството. Значи досега нема. А зошто е загаден воздухот? Инспекциите може да си поведат малце поќе, не само до 4 не е работното време. Мислам дека многу фирми работат навечер. Но дали сега се откажувате и што ќе биде понатака со овој проект? Не, значи никој не се откажува со проектот, може би само да се промени локацијата, доколку ако неќе од комшите да биде тука. Сепак се работеше за една за мене на премногу добра фирма, која што во добрина не се гледа во добрината дали сме добри или лоши, него финансиски, и Република Македонија ќе добиеше еден голем партнер, кој што
не би сакал сега да откриам, зашто тоа сигурно се преговарите прему владата кои ќе се гледат премиери и така натаму. Тој, пошто како озбилно предпријатие кој што соработуваме, а и нивна е машината што е кај нас, зашто Екоклуб е добростоечка фирма, ама за такви големи проекти не може да има инвестиции, зашто и самата цена во Република Македонија према регионот е минимална. Зашто сегде бевме сега бргу со владата во Турција, ја водеше делегацијата господинот министер Зоран Шапурич, значи дел од средствата 50% самата општина ги покрива. И таму веќе се согоруваше во Истанбул самиот комунален отпад. И веќе таму се производваше и струја, и дел од Истанбул се гореа, односно имаше пареа, односно парно. Така да загадувањето од овој систем, значи ви кажувам, а и вие ќе си прашате покомпетентни од мене, значи нема никаква врска со тоа што комшите си го разговара и така натаму. Се заработува ли во Македонија од менаџирање на отпад? Добро. Може уште подобро да биде, али према цените кои што знаете дека се на локално ниво, многу голема разлика има. Градот Скопје има највисока цена за собирање и транспортирање на отпад, чак во некои општини е на работна екзистенција, а тоа е некои си минимални од 150 до 200 денари за месечно изнесување на смет. Кога знаевте дека пред 2 недели беше горивото на 67 денари, кога знаете дека еден камион мора да има 20 вработени кои што треба да го соберат 4 пати неделното, тоа е на работна екзистенција, односно мислам дека општините донираат пари за да обстојуваат комуналните предпријатија.